Благодарам, председателе. Очигледно спремни сте дошле на седница, затоа што службите веднаш ни поделија одреден материјал кој што вие го читавте. Нормално дека сум спремен секогаш за седница, не доаѓам неспремен, како што доаѓате вие. Што Ама мислите? дозволете сега, ја не ви влегував на вас во збор. Мислите, че доаѓам како на пијаца овде, на работа сум. Очигледно спремни влеговте затоа што веднаш го поделивте материјалот, ама точките кои што ги поднесовме во четвртокот како предлог закони се уште не ви се преведени и сега да се вратиме на овој извештај од Европската унија кој што патем речено во собранието се разгледуваше пред неколку дена и освен подпредседателот на собранието кој што ја водеше седницава и неколку пратеници од власта, немаше многу заинтересирани за овој извештај. Кога ги читате делот од заклучоците, еве 11-тиот заклучок, конструктивна, вика, ја потврдува потребата за одржување на конструктивна интерација меѓу владата и опозицијата и широк меѓупартиски консензус, кој што го нема, да ја ограничи употребата на скратената постапка, не е ограничена, да се ограничи употребата и злоупотребата на европското знаменце, не е направена, да ја намали парламентарната поларизација, не е направено, дополнително на тоа вчера на мала врата сакавте да внесете едно автентично толкување и кога го видов материјалот кој што го достави службата, мислев дека ќе сакате да ни објасните какво е тоа автентично толкување за договор за заедничко вложување и основање на трговско друштво за приредување на електронски игри на среќа, кој што сакавте вчера да го поминете, а патем речено се работи за 10 милиони евра. Срамота е тоа што вчера го правевте на Комисијата за политички систем, да ја оставите да се мачи самата председателка, да не знае затоа што е правник како да излезе од оваа ситуација. Уште подобро, тебе ќе ти кажам сега. Сега тебе ќе ти кажам. За дополнително да ве информирам дека од страна на влада е распишан оглас за државна лотарија, формирање на дополнително друштво, а тоа автентично толкување, Мартине, ти што ја водеше комисијата, не помина. Дополнително, на барање на заменик координатор на самата комисија, согласно член 81, вие сте должни да дадете пауза. Сте го прескокнале тој дел. Тешко и Жан Моне со ваква одлука и со ваков начин на работење. Колешке, ќе има интерпелација на вас, ќе имате прилика да си кажете. Затоа, председателе, да ви кажам, немаме да ја подценувате опозицијата. Ќе бидеме активно вклучени тука и активно нема да ви дозволиме вакви криминали од огромни размери кои што ќе треба обвинителството да ги испитува да поминат на мала врата. Ќе биде опозицијата присутна, активната блокада ќе ја имате и изборите се единствениот излез кој што ќе следува и вие ќе го понудите тоа. Благодарам.